Почитувани наши граѓани, Македонија не остана имуна на пандемијата со вирусот корона-19. Секој од нас ги чувствува последиците од ширењето на овој вирус, кој за жал кај одредени луѓе завршуваа со смртоносен исход. Последиците навлегуваат во секоја пора на општественото живење. Здравствените последици носат и своји социјални ризици не само за поединецот, туку и за семејството, кое е фундаментална општествена клетка на севкупното општество. Најранливи граѓани се социјално загрозените семејства кои живеат со социјална помош, најчесто во нехумани услови за живот. Дури и оние кои се бездомни лица и немаат покрив над главата, невработените лица, како и лицата кои се самовработени, а кои не можат да работат и да си ја заработат платата, веќе се наоѓаат на прагот на сиромаштијата и социјалната исклученост. Кризата не ги одминува ниту инвалидните лица, кои што се движат со помош на ортопедски помагала или со придружба, лицата со тешка или умерена попреченост, слепите и глувите лица, како и хронично болните наши сограѓани. Не се поштедени ниту родителите на децата со посебни потреби, самохраните родители, старите и изнемоштени лица. Жените кои останаа дома поради затварање на градинките и училиштата се сочуваат со сериозна закана дека ќе останат без работа. Грижата околу домот и семејните обврски остануваат како товар на жената, но за жал тоа останува неплатена работа. ВМРО-ДПМН ги отвара вратите за сите маргинализирани групи и лица во социјален ризик да ни се обратат, за да заеднички ги препознаеме проблемите и маките во кои се наоѓаме сите ние и врз основа на тоа заедно да креираме решенија за излез од овој безизлез. Да зборуваме и размислуваме гласно за да ја вратиме социјалната сигурност и безбедност. Не смееме да заборавиме дека нашата држава е дефинирана како социјална држава во рамки на Уставот на Република Македонија, а социјалната заштита е уставно загарантирано право на секој нејзин граѓанин. Затоа ве повикуваме сите да ги вложиме своите идеи и размисли, да ги споделиме своите, но и тугите проблеми, да се обидеме да понудиме решенија. Приклучете се на иницијативата Вашите проблеми заеднички до решенија, затоа што ја сакам Македонија. Сите пристигнати пораки до нас на електронската пошта ќе бидат разгледани од соодветни експерти из партиските комисии за потоа да ги предложиме до власта. Чекорите кои власта ги превзема се недоволни и неадекватни. Но сега не е време за политичка битка, туку е време за битка за Македонија. Време е за работа и одлучност. Време е за зрелост. Да си помогнеме самите себе си, затоа што ја сакаме Македонија.